во моментов се уште трае посетата на индиската председателка Мурму на Македонија, односно таа во моментов се очекува да се обрати пред народните избраници во собранието. Во текот на денешниот ден таа положи венец пред гробот на Гоце Делчев во црквата Свети Спас, оствари средба со собранискиот спикер Африм Гаши, а дводневната работна посета ја започна со средба со председателката на Македонија Гордана Циљановска Давкова во Вила Водно, каде што остварија тет-а-тет средба, но и средба, билатерална средба на делегациите од двете држави. Таму било разговарано на повеќе теми, но пред се за економијата. Односно, Гордана Циљановска Давкова кажа дека Македонија има добра политичка соработка со Индија, но има потенцијал за уште посилна и подобра соработка меѓу двете држави со цел подобар живот за македонските граѓани, односно за силена економија. Како што кажа Гордана Циљановска Давкова, покрај тоа што станува збор за една од најстарите цивилизации, Индија во моментов треба да биде пример за Македонија и како да напредува на економскиот пат, бидејќи е една од најголемите економски сили. Кажа дека според нејзините очекувања, она кое што го има како уверување и надеж е дека Македонија и Индија во наредните 5 години може уште повеќе да зголемат билатералната трговска размена, која би можела да достигне и 500 милиони евра, што би значило голем напредок во економската соработка помеѓу двете држави. Да ја слушнеме тука изјавата на Циљановска Давкова по средбата која што ја оствари со Мурму. Нашата соработка не треба да запре тука. Меѓу сите теми за кои разговаравме денес, една особено се издвои. Дојде време нашето економско партнерство да го достигне квалитетот на нашите политички односи. Економската трансформација на Индија е веројатно една од највпечатливите успешни приказни на 21. век. Во текот на само една генерација Индија прерасна во водечка економска сила во светот, станувајќи еден од глобалните центри на иновациите, дигиталните технологии и предприемиштвото. Во исто време, убедени сме дека и нашата држава има многу што да им понуди на индиските партнери. По средбата и двете председателки порачаа дека средбата поминала во срдечна атмосфера, но дека се уште има потенцијал за уште нејзино зголемување. Друпади Мурму пред медиумите кажа дека Македонија и Индија треба да соработуваат многу виднина пред се на економски план. Кажа дека според нејзините уверувања во текот на наредниве години би требало да има удвојување на трговскиот обем, односно трговската размена помеѓу двете држави, за кои што вели дека во текот на минатите години имале пријателски односи кои што би требало да бидат уште поунапредени и продолжени во текот и на идните години кои што се пред нас. Да ја слушнеме изјавата на Мурму на оваа тема. Утрово имав многу продуктивен состанок со вашата председателка и разговори на ниво на делегација. Дискутиравме повеќе билатерални соработки и разменивме ставови за регионалните и глобалните прашања кои што ни се од заеднички интерес. Сакаме да промовираме подобра трговија и инвестиции и да охрабриме подобра соработка меѓу нашите бизнеси. Исто така се согласивме да ги прошириме билатералната трговија на двојно од сегашниот обем. Разговаравме за соработка во клучни сектори, вклучително IT, земјоделство, обработка на храна, фармацевти, туризам. Како што кажавме веќе, индиската председателка во моментов се уште е во законодавниот дом, како што можевме да слушнеме од нејзината изјава, многу е важна економската соработка меѓу двете земји, зашто сигурно од помош ќе биде и денеска оној бизнес форум македонско-индиски кој што треба да се организира денеска од 17 часот. Покрај средбата со Гордана Циљановска Давкова, средбите со Африм Гаши говорат пред собранието, како и бизнес форумот, во текот на оваа дводневна работна посета на Македонија, Мурму ќе замине и во Охрид, каде што ќе биде заедно со нејзината македонска колешка Гордана Циљановска Давкова. Екипата на Алфа во текот на овие 2 дена ќе следи посетата на Мурму на Македонија и се разбира гледачите ќе бидат темелно известени околу сите случувања. Костадин,